истински систематски преглед. Сега съм тип-топ. Ево още едно издание на Шанк, а овдека на Шанкот ги имаме Васе и Бори Вое. Васе и Бори Вое се деца на познатото струмичко дуо браќа музичари Иле и Миле. Да. И решивте да одите по стапите на вашите родители и исто така да настапувате заедно во дуо и да го надминете тоа што веќе го направиле вашите татковци, така ли? Така е. Здраво, како сте? Здраво, Лазе. Супер. Како сте? Ти како си? Па ева, добро, во на Шанк направивме ние една емисија пред некои 2-3 години, се сеќавам тогаш во нашиот друг проект Моменти и од тогаш помина доста време и сигурно имате многу работи кои што се имат случајно од тогаш до сега, па еве да ги споделиме нели со нашите гледачи. Вие веќе функционирате заедно, колку време може да се каже? Заедно со Барточел, значи функционираме
около колко? 6-7 години. 6-7 години. 7-8 години, кога бевме. 6-7 години, Да. 7-8 кога бевте? Да. Сега колко години имаш? 22. И како толкова от 8 отделение, а сега си 22, функционирате 6 години. Добро, Слава математика. добро, без разлика. Меѓутоа, сакам да прашам, онака веќе кога почнавте да заработувате, колку време помина од првата ваша заработувачка, односно кога прв пат ве организира како дуо и почнавте професионално да настапувате? Имате некоја евиденција од прилика колку? Това беше на еден, ми се чини, еден другар, му свирав на прв пат двојцата. Свирав на роден ден во една ресторант, тоа е околу колко има. Во Джоле, хилпчилницата, Има там има од... Без разлика, значи веќе долго време сте долго заедно. време, да, заедно. И само заедно сте не настапувате со некои, Значи- освен со вашите татковци кои што знам, а и тие се некогаш со вас, одите заедно, правите некои настапи, претежно вие двајцата сами функционирате, меѓутоа имате некој некој додатоци. пат додатоци, зависи од дека пласираме и што сакат да унесам некој пат со пејачка. Имате и пејачка, која е таа пејачка? Работам со повеќе. Ајде кажете ги повеќето да ги Значи, дознаеме. долго време работевме со Стојне Николов. Стојне Николова, сега таа каде? Мислам дека замина некаде во Австралија или? Во Австралија, да. Австралија со една друга пејачка, по-стара од нас, Виолета. Повеќе со повеќе Има и работам. други, зависи. Спрема Спремо Без барањето крај, на тоа е газите слободен, на да. објектот. Да. А претежно низ локали настапувате, немате некој настап од поголем калибар, како на пример еве некој концерт, дали хуманитарен, дали некој фестивал, ево прашање нешто такво. Значи, имам многу покани на хуманитарни концерти, настапуваме во повеќе кога ги организират во домот на Арма таму, повеќе концерти хуманитарни има свирано. Свираме изворна музика така на тие концерти таму. И повеќе претежно по локали свираме. Тоа е сега што да правиме. Имате име ви, инаку јас тоа не го кажав на почетокот на емисијата, дека вие двајцата вашето дуо се викаат Звезди Бенд. Од каде сега пак тоа Звезди Бенд? тато и Чичо кога биле млади како нас сега, и они така дали име на... Значи, тоа ни е на групата, наследено име на наследено од нив. И група тие се Звезди. викале така. Да, да, Меѓутоа знаеме дека струмични ги Значи, знаат повеќе ги како знаат Или они Миле. како Или Миле, А да. Васко и Бориво е. Да, не одговар, нема рима. Нема рима и затоа си го Некој превземам пат и кај... на нас не викат Тиле и Миле, се вртаме, кажат. Па добро, без разлика. Значи тоа е наследено име, така? Да. Наследено име. Од нив. Од нив. Вашата пејачка, претходно што ја спомнавме, Стој Никола е сега во Австралија. Вие немате настапувано некаде во диаспората, знам дека имате роднини во Германија. Сте биле некаде, Сме сте настапувале. биле во Германија, сте биле некаде на друго Значи, место во Австралија. настапуваме на македонски прослави таму кога се Во спира. Германија? Во Германија и Германија. Швајцарија. Сега има во јуни, треба да одиме за Синделфинген. Синделфинген за има Германија тама. Има Штрасфест, значи градот уличен фестивал, Уличен фест. цел свет таму културите се од презентираат. Африка, од Америка. Да, Храна и Храна музика. и музика има И ние Па ќе ние- настапуваме за за македонски. Македонија. Кој ве организирал? Од таму не викаат Има македонци там што се организатори. Да не е некој од вашите роднини? не. Не. Како ве откри, ајде од Германија таму некој од нашите кои што живеат, еве Па, Звезди бевме- Бенд баш од Струмица да бевме ја на представуваат Јулани Македонија. таму и полани бевме. Значи веќе сте биле Изгледа и таму. са музиката. Добро е било, значи. И са и таа година ме викат. Ние на почетокот слушнавме од вас една песна од Гоце Арнаудов, така беше? Да. И после ќе слушнем уште еднаш, мислам дека на гледачите им се допадна тоа што го слушна на почетокот на нашата емисија, вашата интерпретација. И сигурно на тие луѓето кои што се македонците кои што живеат таму во Германија, им се допаднало, па затоа еве сега ве повикуваат уште еднаш. Освен Германија, некаде на друго место? Да, имаме Значи- одено и во Полска, во Швајцарија имаме одено. И каков Турција. печаток е еве да настапувате таму? Има разлика од нашите локали овде кај што настапувате постојано во Македонија? Има некоја Освен разлика? зависност по локали, ние настапуваме и на концерти, претежно со игроорната од Струмица Аха. што е и со нив одиме така, настапуваме, ја презентираме Македонија и интересно, нови култури, нови
Значи, во среќавам се. повеќе аспекти сте ставени кога во прашање музиката, освен тоа што двајцата настапувате на седа ноќни локали со комерцијалната страна на музиката, вие ева ја презентирате и културата на Македонија преку одредни други формации, со играорни групи и така натаму. Значи Полска, Германија, Турција, Швајцарија, Турција, Австрија. Турција, Австрија, а немате надвор од Европа и излезна од границата, еве како што веќе стоиното во Австралија. Знам дека приоритет на секој музичар му е Австралија. Зошто? Таму се пари. Мислиш дека таму навистина има многу пари, дека музичарите ги ценат најмногу? Има другари И што многу свират македонци има таму и ја сакат македонската музика. Па Повеќе. нормално, затоа што се доста оддалечни од Македонија и сака да слушнат и таму е нешто топло. живо. И таму е топло, а? Ние кога правевме интервју, ни кажавте тогаш дека имате во план и веќе имате напишено многу песни и имате и аранжман за тие песни и музика за тие песни и чекате сега еве да се изреализираат, да бидат снимени во студио, да излезе конечно тој ваш прв албум. Што се случува? До каде се работите? Значи сега готово само уште да влеземе во студио, ама се мислиме сега и многу обврски имаме, па понатаму ќе планираме. Значи немате време за снимање, се уште затоа што сакате да спечалите малку повеќе И сакаме и квалитет што И да ќе биде излезе. по-квалитетно. По-квалитетно да биде. Значи, во народен стил се песните, така? повеќе и во народен и по-модерен стил. Забавно нема? Не сте ви по забавната, повеќе сте Значи, по свираме разни стилове. За да снимаме забавна музика. Повеќе ни леже Повеќе. на Има некоја песна која што еве вашите татковци ја знаат, ја свиреле на некои настапи, која што никаде не е снимена досега, не е ставена на ниеден носач на звук, па еве вие сега ја имате веќе таа песна и ја чекате да ја испродуцирате и да ја ставите некој од носачите на звук. Има некоја таква Има и интересна такви, да. која што може да Дори- откриете. Има нешто, има- еве, од нив некој име, взимаме малку има материјал, некоја, да, како има. се вика, еве, што може да... Имаше и една Благица Павловска, мисля, че не онија снима, да живее љубовта. да живее љубов, таа Таа песна. стара, още кога сме били под Бугарско и Да живеете. Како беше? Ајде малку. да живее, да живее, да живее љубовта, да живее, да живее, да живее љубовта, да живее љубовта, да живее компанијата. Значи таа песна ќе биде дел од сите оние кои што Значи, ги ја спремате снимам, за не сакам да носачот на кажам, бевме така седнати друштво. во друштво со А силно облаги. со Блајца Павлов. Ние мислам ја свиривме и многу ни се допадна Допадна песна. песната и го напиша текстот и она ја снима и песната. Значи има и многу други песни што Значи веќе таа песна е снимена, Снимена, така? да, снимена. Меѓутоа еве ја Она свирале стара, вашите родители да. Да. и на Мала неја им се анегдота, допадна да. и се допадна. А иначе има уште многу, ама Има нема да многу. ги кажеме у јавност. Нема некој, еве кој е. Зошто не кажете, еве ќе биде интересно биде. барем некој рефрен да се испромовираме. Некој е таква кој што еве не ја знаат. Ова е сепак е позната, ја имам слушано јас, меѓутоа некоја што еве токму од вашите родители произлегува и кој што еве тие ја имаат за јавноста да правено. биде поударно кога ќе ги скараме песните. Значи не дават татковците се уште се зборува за тоа. Поздрав до нив. Поздрав до вашите родители. Јас нема да задржам повеќе, едноставно са крај сакам само да слушнам уште една песна. За која песна ќе стане збор? за една струмичка претежна песна, Под кулите на струмицата е народна струмичка песна. Значи со Под кулите на струмица го заокружуваме ова дружење со Васи и Бори Војовдака на нашиот шанк и се надевам дека вие ќе уживате во нивната интерпретација на крајот од емисијата.